Добар ден, драги мои. Добри дојдовте на уште еден подкаст на Ире Инспирира. Денеска имаме еден нов гостин и после многу девојки жени имаме еден гостин. Ќе зборуваме денеска за логопедија, за дефектологија, за семејствата, за родителите, нешто што се провлекува цело време во нашиот подкаст. Да му кажеме добре дојде на Бојан. Добре ми дојде. Добро ве најдови, благодарам за поканата и еден голем поздрав до сите кои не пратат во моментот. Така. Те молам прво да ни се представиш. Онака убаво, кој си, што си, од каде си, како си. Така, знаете, вела дека најтешко човекот треба сами од себе си да се представи, да се анализира, но она што накратко би кажал дека сум Бојан Богдановски, а во однос на професијата јас сум логопед, потоа специјалист по клиничка логопедија, магистер по дефектологија од областа на интелектуалната попреченост аутизмот, Монтесори воспитувач и докторант, посебно важно за овие наши професии, односно логопедија и дефектологија. Така. Ти веќе имаш многу поминато, да речеме, во ова што го кажа, во системот, нели, каде што логопедијата и дефектологијата се науките кои што даваат некаков одговор како можеме, нели, да се справиме со попреченостите, барем оние кои што ги гледаме, невродивергентните посебно. Кажи ми првен, за да може, бидејќи јас знам и што е и како е, за сите оние родители, помлади родители, кои што може би имаат потешкоти со своите деца, знаат, не знаат, онака најпластично што е логопед, што е дефектолог? Да, често пати во народот кој ќе се каже логопед се мисли дека тоа е професионалец кој работи со корекција на гласовите Л, Р, С и така натаму, а дека дефектолог е лице професионалец кој што работи со лица со некоја попреченост. Но тоа во глобала во народот може да кажем беше познато така, но веќе не е така, бидејќи свесноста и односно јавната свест е доста подкрената за логопедијата и дефектологијата, па можеме да кажеме дека логопедот е медицинско лице кое се занимава со дијагностика, превенција и третман на сите оние патологии во вербалната комуникација, односно говорот и јазикот, додека пак дефектологот е оној кој што врши функционална процена на лицата со попреченост, но и лицата кои што на некој начин се сомнителни, односно започнуваат со дијагностика и третман, прави процена и во однос на тоа се прави третман за специјална едукација и рехабилитација како би извлекле максимум од овие лица. Така. Сега, во однос на она што сега ти така како што го раскажа, родителите знам дека многу често знаат да залутаат и најчесто кога ќе се случи во семејството да почнат да забележуваат дека можеби детето има некаков поинаков развој. Многу од нив, нели, остануваат многу долго во тие некои состојби на тага и на одбивање на состојбата дека ете можеби не ни се случува на нас, дека ќе прозбори на 5, 6, на 7, на 8 како чичко му и како тетка му и така натаму. Но сепак на крајот на денот завршуваат, дали порано или покасно завршуваат на ваша врата. Дали кај логопед, дали кај дефектолог, дали некаде во државните институции како СИМПО, како МКФ, нели сега, можеби говор, глас и слух, каде што тие ми кажа дека си бил и си работел на некој од овие места. Колку сметаш дека сега можеби родителите имаат повеќе информации да не лутаат и каква била состојбата порано? Значи, како твоето чувство дека родителите можеби имаат повеќе информации и дека доаѓаат на вистинското место веднаш? Па би можел да кажам дека до пред да речеме 5-6 години за логопедија и за дефектологија тотално и не се знаеше во јавноста меѓу народот кај нас, седор не почела да се зборува јавно за аутизмот и другите развојни расстройства кај нас, нели, во Македонија, но можеме да кажеме дека пред се добрата соработка меѓу нас, логопедите, дефектолозите и вас, медиумите, направи на крајот од денот еден производ, односно плод на целата работа, да се подкрене таа јавна свест и веднаш родителите да знаат дека има стручно место, постојат професионалци каде тие може да се јават и да побараат консултација. Сега, главната блокада која се јавува тука, како што кажавме, е она целиот систем на функционирање и живење. Односно, обично родителите прашуваат кога е вистинското време ние да се јавиме на логопед и дефектолог и тука, како што кажа и ти, Ирена, најчесто баба, дедо, соседи, така натаму, пријатели ќе кажат дека
имале некој кој што подоцна проговорил, така ќе биде и со нивното дете. Но што треба да знаат родителите? Кога настанува, односно се јавува првиот апел дека постои некој проблем и дека треба да се јават на стручна помош. Секој родител, велат посебно нели мајката, најдобро го познава своето дете. Кога родителот ќе почувствува дека со моето дете нешто не е во ред, не ми дава мене мирен сон, не ми дава мир на душата, тоа е момент кога ние треба да знаеме дека нешто не е во ред. Макар тоа да биде и момент нели на, ајде да речеме, површна параноја, кога ние си создаваме хипохондрија и одредени стравови дека постои некоја болест, сепак треба родителот да побара стручна помош. Бидејќи ние не сме сите на некој начин учени за се и да го познаваме секое поле, значи треба да се консултираме за да видиме дали постои вистински проблем и треба да се започне со дијагностика и третмани, или пак за тоа нема никаков простор за грижа и паника. Оно што јас најчесто го гледам, давањето на дијагнозата како една клучна работа од која што многу родители се плашат дека ако отидат и ако нели го испитаат детето и се истражи тоа што е состојбата, дека ќе добијат дијагноза и со тоа во суштина животот застанува до некаде. Тоа е чувството кој што јас лично го имав, нели, кога добив дијагноза, дека и сега што правиме? Значи јас не знам што да правам со сето тоа. Онаа перцепција на родителите дека ако отидам на логопед или ако отидам на дефектолог, дека веќе автоматски моето дете има проблем. Па затоа можеби чекаат и можеби го продлабочуваат времето и го продолжуваат времето да се јават, иако можеби нема потреба да има некаков страв. Колку вие со тоа, да речам, се среќавате каде што сега родителите почесто и да нема некоја голема попреченост или или некој голем страв, доаѓаат и едноставно велат, окей, дај да провериме само. Знаете како велат, стравот се јавува од лошото искуство. Кога имаме ние лошо искуство, тоа ни создава уште поголем страв за да не се случи нешто. Например, кога ние имаме еднаш во животот доживеано паничен напад, најчесто луѓето доживуваат дали можеби јас ќе спобудалам, дали можеби јас ќе развием шизофренија, дали ако влезем во тие медицински врати, воопшто ќе излезам од нив и ќе добијам адекватен третман. И тоа е сосема нормално. Стравот е природна емоција со која сме се соочиле сите ние живи суштества, не само човекот, туку со тоа се имат соочено и животните и сите други нели живи суштества. Затоа во тие моменти многу е важно човекот да знае дека постои место каде тој може да се обрати и дека нормално е да постои страв. Сите ние, нели, кога без разлика дали сме ние медицински лица или некој ќе почувствуваме лоша симптоматологија, секој од нас бара нели на интернет и на Google што би можело тоа да представува. Сега, тоа продлабочување во тие информации нормално создава на црно облаче, односно на некој начин анксиозност, што би било како би било, бидејќи нели познато е колку ние повеќе се грижиме за иднината, тука се јавува анксиозност. Колку ние повеќе ја го анализираме минатото, бараме грешки решенија низ минатото, тоа не носи во депресија. Но само живењето во сегашниот момент не носи до благосостојба, односно среќа. И затоа треба да се сетиме секогаш, ова е нели добар момент да им укажеме на родителите дека без разлика на моментот треба да живееме во сегашноста. Да не правиме преанализа на секое случување, туку да се посветиме на самиот момент. Воред, ние треба да посетиме медицинско лице и секој од нас се вели, но сега јас ако се јавам таму, ќе се соочам јас со дијагноза. А таа дијагноза, често пати во ова наше општество, секој од нас се доживува како етикета. Нели, доколку некој доби од нас да каже дека отидов на психијатар, отидов на дефектолог, на логопед, добива една етикета дека со него нешто не е во ред. Пред се руши нашата слика, сами за себе се манифестира пат на самодовербата. Но затоа од крајот на денот можеме да кажеме дека како што постои мајстор и мајстор за кола, така постои логопед и логопед, постои психијатар и психијатар на кој ние ќе му ја дадеме довербата. Јас не велам дека едниот е подобар од другиот, но на крајот од денот кога ќе видиме нели она што велим муабети низ народот, каде има позитивни искуства, ние би знаеле каде да се обратиме пред се. Бидејќи искуството, како што кажав, е она кое што ќе ни даде дали ние ќе имаме доверба кон една страна или ќе покажеме отпор и страв. Колку сметаш дека,
расте нели пазарот, да речам, на дефектологија, логопедија и на многу здруженија, нели на почетокот беа здруженијата обично тие кои што се занимаваа со поддршката од овој тип, а потоа нели ординации, се зголеми бројот на и логопеди и дефектолози, затоа што се зголеми бројот на деца со поинаквост. Колку еве во Македонија имаш чувство дека имаме квалитетен кадар на кој што луѓето нели може да му веруваат, може да се подпрат, нели во светот на логопедија, дефектологија, сега зборувам каде што ти имаш своји специјалности. Така, би рекле дека се отвараат премногу, да не речем секој ден се отвара по еден логопедски дефектолошки центар, но од друга страна, тоа повторно те се вратиме е систем на функционирање. Значи, кадарот кој што завршува е многу броен и секој од нив нели сака да се вработи согласно она што тој се образува. Но кога тој не би можел да се вработи на одредено место, првата размисла дали е во ред јас да отворам приватен центар каде што јас би работел. Сега кога зборуваме за квалитетот, јас тука би сум се оградил и не би можел да кажам за кој како работи, бидејќи сите ние имаме предности и недостатоци во нашата работа, бидејќи не постојат идеални суштества, ние сме пред се луѓе и правиме грешки во било која работа, и тоа е до некаде прифатливо, нели? Но кога би зборел за својата работа, би можел да кажам дека пристапот кој што ние го нудиме во мојот центар, на вистина можам да кажам, не е нели само да се пофалиме, туку и праксата покажува дека тој е центар кој што нуди услуги скоро на еден европски ранг, каде што ги опфаќаме сите оние моменти на диагностика, советување, рана интервенција, третман, како за деца, така и за возрасти. Тоа е многу важно, бидејќи во нашата земја и меѓу нашиот народ постојат многу возрастни со проблеми во вербалната комуникација, како лица со оштетување на слухот, потешкоти во читање, пишување и така натаму, лица со афазија, постмозочен удар, состојба која што се јавува, лица со ларингектомија, кои што се многу комплексни состојби, логопедијата ги третира, но кај нас свесноста за тоа е многу мала. Затоа ние функционираме во нашиот центар така да кога ќе се јават родителите, пред се да им дадеме топлина и да му подадеме рака, бидејќи на крајот од денот имаме резултат само ако човек на човека му подаде рака и се разбереме прво како луѓе, а потоа како клиент и како професионалец кој што работи нели во одредена институција. Тука започва процесот на диагностика, односно процена. За таа процена сите ние, посебно ти како родител, си поминала нели низ тие врати, знаеш дека често пати се говори. Имаме проблем со фината моторика, имаме проблем со грубата моторика, неправилен изговор на одредени гласови, имаме проблеми со запирките, со интерпункцијските знаци, но на крајот од денот логопедијата и дефектологијата не го налагаат тоа. Значи тоа постои посебна стручна литература и посебен диагностички критериум за како се прави вистинска процена. Значи, прво се зема анамнестички податоци, кои што трае можеби полача со носење на медицинска анамнеза, односно извештај од страна на родителите. Ние тука извлекуваме податоци, каква била бременоста на мајката, дали примала терапија, какви се односите во семејството, што е многу важно за состојбата кога овие деца. Потоа дали овие деца живеат во добри или во недоволно добри социоекономски услови, кога се забележале првите проблеми и симптоми, како изреагирале, каде се обратиле и дали на првото место каде се обратиле тие добиле одговор дека немајте никаква грижа, ова ќе пројде, детето е многу мало или пак е премногу мало за третман, или пак ќе кажат да, има проблеми, тоа дете до сега било третирано. Потоа кога доаѓа моментот на процена и на диагностика, користиме тестови стандардизирани и нестандардизирани, кои што прошле низ одредени процеси на валидација и тие нас не носат до точна диагноза. Бидејќи овие состојби, за жал, ние не можеме да направиме крвна слика или биохемиска анализа и да стигнеме до диагноза, туку станува збор за искусното око на диагностичарот. И примената, значи, на оние добри диагностички инструменти, каде добиваме ние една диагноза, дори никогаш кога не сме сигурни во таа диагноза, треба да оставиме дека во процес на обсервација и да имаме повеќе видување со семејството и со самиот пациент, односно детето, а веќе подоцна ние добиваме, значи, одредена, ајде да наречеме процена, диагноза за самата состојба и во однос на тоа правиме план и програма за работа. Планот и програмата за работа опфаќа насоки, вежби, како ќе се одвива тој третман од првиот ден се до крајот на третманите,
со вклучени ретестирања еднаш месечно, зависно од самата состојба, веднаш потоа добивање на програм за домашни услови кои треба да го спроведуваат родителите заедно со нивното дете, нагласувам во пишана форма, бидејќи родителот не е ниту логопед, не е ниту дефектолог, туку треба ние да го обучиме, бидејќи на крајот од денот и не секој родител сака да вежба со своето дете. Не секој родител може да ја прифати состојбата на своето дете и не треба да ги обвинуваме родителите. Бидејќи најлесно да се обвинува, ама најтешко да се прифати одредена состојба. Потоа, значи, се продолжува со едукација на родителот за како тој да се, да речеме, соочи со оваа состојба, како да ја прифати оваа состојба, што оваа состојба носи со себе сега и што би носило во иднината. Бидејќи овие деца често пати се гледаат само како деца, но тоа дете расте, тоа дете се развива, преминува во една возрастна личност и оттаму неговата симптоматологија, односно клиничка слика и неговите потреби се многу поинакви. Па затоа и често пати приметувам дека родителите кога нивните деца се мали посетуваат логопед, дефектолог, стигаме до одредено развивање на говорот, на јазикот, оние моторни вештини, но што правиме кога тоа дете ќе започне на училиште? Што правиме тоа дете кога ќе стане сексуално активно? Родителите речиси, ајде, не можам да кажам никој, но премалку луѓе ги едуцираат како тие да се соочат во тие ситуации. Затоа можам да кажеме кога збориме за квалитетот дека сите аспекти во нашиот центар ги задржуваме максимално за да се добијат и европски стандарди за работа и во Македонија, не само да или тоа да го гледаме на телевизија да велиме дека во Македонија тоа го нема. Да, мислам, се уште ако видиме какви се државните институции во кои што ние мора да пројдеме како родители, она што системот, да речам, те поддржува, беше СИМПО, сега е МКФ, говор, глас и слух и толку е. Тие се трите институции кои што ги правеа, да речам, овие проценки, колку тие беа темелни или не темелни, сега повторно ќе зборам од моето искуство, затоа што ние со години одиме таму. Она што јас и зашто јас го почнав сето ово, да речем, причината за овој подкаст е непостоењето на родителската поддршка. Затоа што родителот во ниедна точка во државниот систем, зборам во државата, нема место каде што може да појде родителот, каде што може да добие дали едукација, дали психолошка поддршка. Затоа што ние треба сега да бидеме, родителите влегуваат, се решаваат, одат, бараат, прават и ако не најдат можеби на ваков центар, затоа што ние исто така, јас сум видела центри кои што имаат по еден логопед, дефектолог, можеби не се волку подготвени како вас, но се тие прво искуство за тие родители. И едноставно не го имаат овој начин дека ќе добијат повеќе информација, едноставно добро, носете го, еве тоа, правиме вака, правиме и родителите некако живеат во некоја темница. Значи, дури оние кои што сакаат да рече, сакаат да направат нешто дома. Само извини што би те сопрала, ја тука би додал една работа, бидејќи тоа често пати што им велам на родителите, се зависи, значи, од колку е тешка клиничката слика на еден пациент. Како што кажавме, имаме многу лесна појава на одредена состојба, најчесто аутистичен спектар, може да биде тоа многу лесна форма, но може да биде и екстремно многу тешка форма. Но без разлика, кога се работи адекватно, правилно, научно поддржано, јас секогаш им велам на родителите. После, без разлика дали кај мене или па кај друг, после месец, два, доколку нема никаков резултат, ни барем 10% да има поместување од одредена состојба, мислам дека тука треба соработката да престане. Зошто? Бидејќи многу е важно да се работи стручно. Бидејќи јас секогаш тргам со тоа дека ова дете кое доаѓа го гледам како мое дете. Бидејќи што ако беше тоа моето дете, како ја би сакал тоа дете да биде прифатено, на каков третмент тоа би сакал да биде изложено и од тука тргнува целата појдовна точка за како да се спроведуваат третманите. Не може едно дете доди, например, година, две на логопета да не може да го добие гласот Р. Тука, значи, станува збори за неадекватна работа. Не може едно дете доди по 3, 4, 5 години на логопед и дефектолог поради аутистичен спектар, а да нема никакво подобрување. Да, како што кажавме, клиничката слика е таква како што е. Некогаш има деца кои што имаат аутизам и тие ќе бидат целиот живот невербални.
Значи никогаш нема да прозборат. Но тука после друга страна, повторно велам, план и програма за третман се насочуваме на алтернативна аугментативна комуникација, која тоа дете би оштетеното средство за комуникација би го компензирало со друго средство како би да се извлекло максимум, бидејќи на крајот од денот кога се явуваат, значи родителите со нивните деца на логопед и дефектолог, посебно кога станува збор за тешка интелектуална попреченост, тешки форми на аутистичен спектар, родителот е свесен кои се способностите на неговото дете, но бара да се извлече максимумот за тоа дете да може да функционира колку е можно повеќе во самото општество самостојно. Да. Колку сметаш дека доколку нели ги носат на логопед на дефектолог 2 пати во неделата, нели и таму и тоа се по 45 минути обично часови, колку гледате на пример разлика кога родителите се инволвирани и сакаат да го адаптираат сето она според програмата и родители кои што можеби немаат капацитет, детето повторно се враќа дома во некоја не травматична, да речем, околина, можеби не е травматична, но неадекватна, значи каде што нема комуникација, каде што нема таа соработка, нели оној триаголник за кој што јас зборувам сега, логопед, дете, родител, кој што едноставно мора да функционира, дали да комуницираат само помеѓу себе, дали може да се види разликата, родител што работи дома заедно со вас и родители што не работат. Сега да речеме некои деца кои што имаат слични состојби, ама еве сте го виделе. Дали тоа вие можете да го почувствувате? Без би рекол вака, дека кога родителите кои што го пратат моментално овој подкаст и посетуваат логопед и дефектолог, ќе си кажат дека овој муабет веќе е клише, дека се кажува дека родителите треба да работат со своите деца. Значи тоа е веќе познато дека колку повеќе родителот вежба со своето дете, толку побрзо ќе добие, значи, резултати од самиот третман. Да се насочиме на другата страна која што стои зад целата оваа приказна. Значи кога доаѓа одреден родител, односно с цело семејство и дете на преглед, треба ние да направиме прво она што се вели психологија на семејство. Тоа е еден од предметите кои се учи на логопедија, на дефектологија и така натаму. Да препознаеме, значи горе-доле сите ние не сме психолози, но треба да препознаеме профилот на семејството кое што се јавува. Каков е, бидејќи честопати имаме самохрани родители. Да. Имаме деца од згрижувачки семејства. Имаме деца кои што се скоро чувани само од баба и од дедо. Имаме деца каде што родителите просто не може да прифатат оваа состојба. И ние тука не треба бараме виновник дали родителот вежбал или пак не вежбал, туку треба да најдеме најдобар начин како ние да пристапиме кон семејството и кон детето за да добиеме што подобри резултати. Како го правиме тоа? Јас секогаш велам. Добро е кога родителот ќе дојде и ние ќе седнеме, како што ве кажав и претходно. Подаваме рака, кажуваме дека ние сваќаме колку е тоа тешко. И ја објаснуваме кој е таа состојба, веќе честопати родителот знае дека неговото дете има аутизам, прочитал на интернет што е аутизам, ама аутизмот, реалната слика, друго е на интернет, друго е во пракса. Да. Треба родителот прво да се едуцира за состојбата, да се едуцира за третманот и пред тоа да се едуцира каде го носи своето дете. Кога ја добиеме довербата на родителот, ние треба секогаш да даваме вежби за дома, да не речам домашна задача, домашна работа, преку која ние следиме колку родителот посветува внимание. Честопати родителите, за да остават добар впечаток кај нас и да продолжи таа добра соработка, морајќи да завршат таа домашна задача, макар и да пропуштат сега или за викенд, следната недела тие ќе завршат. Ќе мора, можеби не континуирано, но периодично вежбаат со своето дете. Ако ние го земеме само детето на третман и велиме ние тука работиме со тебе, сега кога не може да вежбате дома, тоа е тоа, ние ќе работиме, значи тоа не е во ред. Дури во оние моменти кога нели детето живее само со баба со дете, баба дедо во згрижувачко семејство, каде што родителите се во лоши семејни односи, забележуваме дури и воопшто не може да вежбаат дома, тоест не прифаќаат, ние тогаш треба да знаеме како да ги поставиме тие третмани. Доколку детето посетува логопед и дефектолог, тоа да не бидат блок термини.
туку тоа да бидат поделени во текот на целата недела, за да можеме да го покриеме детето да добива секојдневно некој вид на стимулација. Ја не велам дека детето треба 5 пати неделно да доаѓа на логопед и дефектолог, Да. нели да биде само влечење на некој начин на финанси и на време, бидејќи сепак тоа е обврска да се однесе детето на логопед и дефектолог, туку да се изнаредат стратегии за како ние да пристапиме кон овие семејства. Значи да не осудуваме, туку пред се да ги разбереме родителите. Бидејќи да се има дете со попреченост е многу тешко. И да се биде родител на такво дете е уште потешко. И тоа е многу тешко да се свати од страна на лице кое што не е родител на такво дете. Да, дефинитивно. Јас секогаш велам дека за мене според, бидејќи јас сум родител, посебен родител и сум на страна на родителите и цело време зборувам дека на нив им е потребна најголемата поддршка. Значи, ако родителот не е во спокој, ако родителот нема капацитет сам со себе првен да се справи со своите емоционални состојби, не може да биде присутен целосно за своето дете, нели во целиот свој капацитет. Затоа ми е драго што вие сте тргнале во таа насока да целосно го погледнете, нели, и семејството и да дадете внимание и на тоа како они се чувствуваат, затоа што убаво е кога ќе се тргне во таква соработка, барем тие големи работи, можеби секако, нели, со тек на времето ќе се појават се уште и стравови и нели недоразбирања, но ако одиме со тоа дека сме отворени дека да ние ќе комуницираме, не е тука само детето остај го, нели, позади оваа врата и ти оди пиеј кафе или седи на клупа, чекај и тука е затворена вратата. Тоа ме радува. Се надевам дека повеќе места ќе има, да речам, од нели овие дефектолошки, логопедски, не само здруженија кои што даваат услуги и како да ги наречам фирми, ординации. Јас во тоа ја гледам вистинската поддршка и растот и дека тука вистински може да се направи помрднување, затоа што сепак на крајот на денот детето е дома 22 сати, нели, дали спие или е со родителите или е на логопед 40 минути и на дефектолог 45 минути. Оно што се може да се направи добро со добра насока, може да даде многу убав резултат. И да не се губи надежта, тоа е најважно, бидејќи многу родители кои ќе слушнат дијагнозата, мислам секој од нас да добие некаква дијагноза се разочарува во себе, во општеството, во неговата иднина, дали ќе има иднина и каква ќе биде иднината. Повторно велиме, треба да живееме сега, да не живееме во иднината, не знаеме до кога ќе биде и каква ќе биде таа иднина. Но од друга страна, што можам да кажам кога зборуваме за ова? Можеме да кажеме дека колку да звучи ова непрофесионално, јас верувам во чуда Ирена. Затоа што многу деца кои што биле етикетирани како деца со тешка попреченост, со нив се случиле чуда и ти имат доста, ако не речеме одличен, но имат до одредена мера добра функционалност, доколку адекватно се третира и доколку си има адекватен пристап. Да не се губи надежта, бидејќи надежта на крајот од денот е она кое што нас не движи баш кон од сегашноста кон иднината, бидејќи за се има, како кажавме, скали, чекор по чекор за да стигнеме до целта. Да не се форсира дека веднаш ќе биде промената, но да се верува дека има промена, бидејќи на крајот од денот времето игра огромна улога. Значи многу состојби избледуваат со тек на времето. Клиничката слика детето расте, се менува. Таа може биде подобра, може да биде и полоша. Тоа никој од нас не го знае. Затоа е важно ние да работиме сега за подобро утре, но да не се фокусираме на утре без да работиме сега. Да, во секој случај мислам дека една од аспектите кои што родителите нели сакам да имам нормално, она што ми се случува често, нели, дали имаш некаква цел со детето? Нели, како родители, како се, имате ли некаква цел? Па не знаеме, целта е да биде нормално дете. Тоа е една цел која што најчесто ги води во лудило, затоа што нормално е нешто кое што никој не е нормален на денешницава и колку повеќе се споредуваме, нели, еви да земеме некаков детски развој, да се водиме по детскиот развој, нели, типично на медицински, дека на толку години проодува, на толку години прозборува. Дури да се водиме по тоа, ние повторно може да излеземе од тие рамки и нема да бидеме нормални. Она што јас лично сакам родителите, затоа што јас го живеев до некаде, нели, во таа слика,
ти си го погледнеш детето и си викаш чека никогаш нема да биде нормално. И тука е крај на светот. Нормално чувството на Во едно безизлез. чувство на најмногу боли. безизлезност. Но кога ќе правиме малечки мерења, она што велиш на еден месец, разликата може да се види. Но кога знаеме каде гледаме, кога знаеме во што гледаме, и тогаш можеме да ја видиме разликата. Иначе, такво глобално нормално е тоа нешто кое што никогаш не можеме да го измериме, но ме радува што ете ги правите тие тестирања каде што јас сум моето дете. Што беше пред 2 недели? Сега ако е лажицата до тука, ако е задутре до тука, ние сме веќе напред. Нели? И ако сме имале пола збор, имаме еден збор, тоа не значи дека он станал нормален, ама е тоа напредок кој што само ќе даде поттик дека да одиме на едно вистинско место. Ма затоа се ти, значи, како што напоменав, план и програма за работа. Значи, ние правиме план и што очекуваме со овие третмани тоа дете да совлада и да постигне. Значи, одредени состојби се многу тешки. Тешка интелектуална попреченост. Често пати се комбинирани тие состојби, посебно во ова време сега кога што живееме, порано пример точно се знае, ова дете има само пелтечење, ова дете има само развојна дисфазија, ова дете има само интелектуална. Денеска често пати се јавува аутизам со интелектуална попреченост. Често пати се јавува развојна дисфазија со пелтечење, многу покомплексни состојби и затоа се важни тие планови и програми за работа, посебно за тешките состојби, бидејќи родителот треба да знае која е целта на тој третман. Секој родител. Да. Значи тука повторно како што кажав, не треба да обвинуваме. Секој родител сака да го види своето дете во подобра верзија од тоа што бил родителот. И тука за тоа можам да кажам дека нема збор дека секој родител сака да го види детето самостојно, да биде способно тоа да функционира и работи за себе, но често пати родителите не се соочуваат со ова состојба пошто не знаат што да очекуваат. Кои те слушаат попреченост, тоа за нив е безизлез. Да, И од тука доаѓа чувството на безизлез, тоа не носи во паника, таа паника не носи до ние црни негативни мисли, од црни негативни мисли ние се затвараме во еден затворен круг, буквално она цело време имаме црн облак над главата составен од негативни мисли, но од друга страна повторно велам, затоа сме тука ние стручите лица кои треба да дадеме адекватни насоки и адекватен третман кој што на крајот од денот мора да биде научно докажан и поддржан за тоа. Да. Да, во секој случај пак тука се клучни како ќе пристапат дефектолозите и логопедите, нели, во овој аспект. Сакам да ми кажеш ако можеш нешто, сега ќе ги ставам како аутизмот, АДХД, екранизам. Тие се некои работи кои што не зборувавме за ова, но сега чисто сакам да една твоја перспектива, затоа што си на терен, затоа што јас учествувам и на конференции, ги следам, да речам, светските бројки, како се движат, нели, колку многу, се повеќе и повеќе ги имаме овие состојби. Едно е аутизам, едно е АДХД, сосема друго и поинакво, да речам, побарува поинакви третмани, екранизмот. Кажи ми за екранизмот, затоа што она што најчесто јас го слушаме, тргнете го екранот. Како вие, например, како дојде некој родител каде што вие ќе констатирате дека е екранизам, да речам, некоја состојба поради тоа што детето било на многу скрин. Што вие ќе му кажете на тој родител најчесто, или па како ќе придете кон тоа каде што, ајде ќе речеме аутизмот е тоа, не сте можеле многу да направите, генетски е, науката нема се уште некакви јасни, да речам, објаснување зашто се случува, токсини се во прашање и така натаму, се уште тоа е еден голем облак, аутизмот како причина зашто се случува, но екранизмот, затоа што и нас не се случуваше, да речеме, во Симпо, каде вие сте криви, значи тоа е срам да вие, многу сте ги ставиле децата на екрани. Како вие ве пристапувате кон, да речем, кон оваа состојба? Видете, човекот создава многу работи, меѓу кои технологијата и самиот човек одлучува дали таа технологија ќе му создаде добри дела за него и ќе има, значи, корист од тоа, или пак таа ќе му биде штетен фактор и ќе му создаде многу негативни аспекти врз неговото живење. Сега во однос на самите родители кои доаѓаат со проблеми кај нивното дете во говорот и јазикот, треба прво да го забележиме родителот. Колку родителот во време на чекалната и за време на прегледот седи на телефон. Тука гледаме дали за време пред прегледот детето држи телефон во раката
или пак не држи телефон, кога разговараме колку време поминува во тек на денот, што гледа, каква е содржината, бидејќи многу е важна и содржината која детето ја гледа. И ние сме гледале, мислам како деца цртани. Тоа биле Том и Джери, Мики Маус, нели други цртани, но не биле анимирани, не биле на странски јазик. Немале содржина како сега, биле пропратени со, ајде да речеме, класична музика која има многу позитивни, научно докажано позитивни ефекти врз развојот на децата. Е сега, дали ние денеска можеме едно дете целосно да го трнеме од технологија? Ние можеме да речеме интернет статија дека Во може. шума ќе отидеме. Да, но реалноста е дека ние не можеме да го трнеме. И сега повозрастните, посебно баби, дедовци ќе кажат, во моје време ние не растевме вака. Да, не растеле пошто немало технологија тогаш. Да. Кога и ние сега би биле деца, и ние би биле изложени на технологија. Тоа ќе ни го наметне самата генерација. А многу е полошо ние да се трнеме од генерацијата, отколку да ја следиме генерацијата. Едно дете, ако не ја следи својата генерација, биде отфрлено од истата, тоа потоа ќе се соочи со сосема друг вид на проблеми, социјални, емоционални проблеми, така натаму, но тоа е сосема поинакво поле нели на дискусија и секогаш на родителите им велиме дека технологија детето треба да можеби да биде изложено краток временски период во текот на денот, но тоа да не биде оставено да расте со технологија. Едно е кога ние гледаме, например, како деца, кога сме били на телевизија или на телефон, гледаме, секој се препорача поголем екран, нели? Гледаме, пример, некоја содржина цртан со животни, му кажеме, што е ова тигар, каде живее тигарот? Што е ова крава, каде живее кравата? Ние дискутираме со детето за содржината која гледа. Па ние кој ќе видиме во странство, певи во нашиот центар се применува, значи технологија во текот на самите третмани. Одредена содржина не мора детето да види испечатена на црно-бел лист, може ако ја види одредено дете на таблет, на телевизор, тоа ќе предизвика поголем интерес за самиот третман, бидејќи не секој дете еднакво реагира на самиот третман и затоа велиме дека пристапот на третманите е индивидуален, согласно потребите на самиот пациент. Од друга страна, родителите ги советуваме. Да, вашето дете може денеска да гледа. Сите имаме ни обврски, нели? Секој родител има обврска. Дома да исчисти, другиот родител не е дома да ги причува децата. Баба, дедо не се тука, да, мајката дур можеби се бања, треба на децата да им пушти кратко да погледаат цртан, но тоа да не биде детето да биде изложено во текот на целиот ден и родителите буквално се грижат само за себе си, а не и за плодот на нивната љубов, односно за детето. А дали може тоа да предизвика одредени последици врз развојот на детето? Да, може да предизвика емоционално повлекување, потоа детето емоционални проблеми, детето кој ќе биде оддалечено од изворот на технологија да јави фрустрација, самоагресија, агресија кон родителите, да се јави забавување на говорно-јазичниот развој, бидејќи детето нормално не е вербално стимулирано за тоа да го користи говорот. Потоа тука моториката не е активна за разлика од порано, нели, па и одредени деца и денеска кои што си играат жмурка, граница, фудбал и така натаму. Но на крајот од денот тоа е цел ритм кој што родителот определува колку детето ќе го изложува на технологија, односно тоа е она што велиме само свес за воспитување и растење на одредено дете. Нормално, грешки се прават, тоа е прифатливо, но треба да гледаме колку се тие големи грешки. Од друга страна, не треба да го обвинуваме родителот како што ти си имал искуство дека ти си крива и твоето дете има аутизам пошто си го изложила на технологија. Тука мора да разграничиме. Екранизмот е состојба каде што детето после престанок на изложеноста на технологија значително добива подобрување на својата клиничка слика, односно состојба. За разлика од аутизмот, интелектуалната попреченост, развојни дисфазии и други состојби, значи тоа се невробиолошки состојби, веќе тоа е потврдено од страна на науката и медицината. Значи, едно со друго не може да се поврзува. И тука заклучува дека технологијата не предизвикува развојни растројства. Таа може да направи забавување на развојот, одреден проблем, нели, за родителите, за образовниот кадар, во однос на несувањето на самото дете, но не и да предизвика развојно растројство. Тоа е многу важно да го знае секој родител кој размислува дали изложеноста на технологија придонесе за добивање на дијагноза. Да, мислам ова е убаво што го сподели, затоа што многу често се случува дека екранизмот во суштина се појавува со симптоми како аутизам. Нели, некој работи кога лаички, да речеме, некој кој што нема многу познавање, ќе рече да, ова личи на тоа.
Да, може би да личи затоа што Само во важно да развојот- напоменеме дека на таа возраст од 2-3 години симптоматологијата е многу слична. И кај Да, рецептивна развојна дисфазија, и кај аутистичен спектар, и кај интелектуална попреченост и други состојби, но затоа тука постои диференцијална диагноза и добар диагностичар кој ќе одлучи Да. дали станува збор или не станува збор за тоа. Често пати имам слушнато дали од колеги, од родители велат моето дете има развојна дисфазија со аутизам. Не може да биде тоа. Или е развојна дисфазија, Да. или е аутизам. Детето со развојна дисфазија користи показен ѓес во однос на детето со аутизам. Детето со развојна дисфазија, колку да има аутистично однесување на таа возраст, тоа има одредена желба за социјална интеракција. Во однос на самата симптоматологија, она што велам, се прави диференцијална диагноза и стигнуваме до заклучок за која состојба станува збор. Да. Информациите што сега можеби вие ги имате, кои што нели и системски ги добивате на факултет и така натаму, што не може толку да се стави во едно кратко зборување за секој родител да биде толку поткован, значи треба време и работа и обука. Јас зборам за самата себе си од моментот кога јас дознав и колку време ми требаше да учам и да истражувам за да можам веќе да направам некакви разлики, да можам да видам што се случува кај моето дете, што е, а што не е. Колку родителите, ова последно прашање ќе биде, колку родителите се слободни да веруваат затоа што не можете на сите да им го раскажете сето ова. Например, ќе седнете и ќе направите проценка, но ова што вие го знаете, што го учите на факултет со години, кое што ви ја дава специјалноста да можете да направите неколку тестови, нели, ова направи, тоа навидум си играте со детето, како што многу често родителите, па што па си играат таму нешто. Си редат, не знам, како што велиш, си редат ланче со ова, со она. Од секоја ваша работа навидум игра, вие добивате информација што е што. Колку родителите ви веруваат на тоа кога ќе кажете дека тоа е тоа. Толку работим. А колку од нив бараат уште повеќе информации, бараат други места или па не се сигурни во тоа? Повторно ќе кажам, иако звучи лошо, тоа е цел систем на функционирање. А прво секој студент кој што ќе биде, тоест, да речеме дипломец и започнува со работа, мора да започне некаде. Значи, често пати младите колеги се осудувани од повозрастните колеги, тој нема доволно искуство, тој нема доволно пракса, но видете, амбицијата е многу поважна работа, некогаш од искуството е одредена пракса. Бидејќи некои знања што биле порано не се исти како и денеска, така и одредени состојби кои се учеле порано не е исто како и денеска, односно денеска може за нешто многу повеќе се учи. Од друга страна, родителот тој кој што кога ќе отиде на одредено место, најчесто нема доволно доверба кај логопедот, дефектологот, освен ако не е дојден по препорака на своји блиски луѓе, каде што видел одредено дете колку има напредок, што и тоа не е репер за професионалноста, бидејќи клиничката слика кај едно дете е многу потешка, кај друго е многу полесна, не може да биде секогаш еднакво, затоа велиме дека индивидуален е пристапот и се останато треба биде индивидуално и во овие со ситуации и состојби, но кажуваме дека прво стари добијаснам. Прво ја да отидам некаде, јас не би имал доверба. Кај човек кој не го познава, тоа е сосема нормално. Но кога добива родителот доверба, кој те поминат недела, 2, 3, забележува каков е односот на логопедот или дефектологот кон неговото дете, каков е односот кон самиот родител, каков е видот на третманот и стручноста која се нуди низ тие третмани и дали има резултат на крајот од денот од самите тие третмани. Тоа е клуч кој што возможно родителот дали ќе има доверба или нема да има доверба. Тоа е целиот оној проблем. Сега, конкуренцијата е многу голема на пазарот, бидејќи има многу логопеди, многу има дефектолози и нормално родителите да отидат на различни места, да добијат сосема различен пристап, бидејќи сите ние како луѓе сме различни, не па како пристап кој што ние би го нуделе нели во самата работа. И родителот одбира што е она што него највеќе му помага и му прилега да го прифати како сам третман. И затоа можеме да кажеме дека на крајот од денот родителот е тој што одлучува, а родителот чувствува. И не треба да обвинуваме родителите, ти си направил грешка. Не, родителот направил така, пошто можеби тоа на најдоброто што знаел да го направи во тој момент. Да. Не знаел подобро.
Ние сме луѓе, правиме грешки, често пати јас им велам на родителите. Воред, било што било, немало резултат, да го ставиме минатото назад. Од минатото полза немаме. Да се насочиме во моментот за да имаме резултати во еднината. Си подаваме рака, тука добиваме доверба и објаснуваме каков ќе биде третманот, биејќи на факултет, како што спомна, кога сме учеле, скоро во секоја лекција пишува на крајот, родителот, односно семејството, е котерапевт во самиот третман. Односно, треба да биде добро едуциран и насочен како треба тој да се однесува и да постапува и да го третира на некој начин своето дете во домашни услови. Еве видиш ова, например, него знаев дека семејството е котерапевт. И тоа е нешто кое што родителите треба да почнат да го гледаат и да го чувствуваат, да не стојат на страна, да не се чувствуваат дека треба да стојат на страна и дека немаат влијание. Кога и книгите велат дека они се тука и дека треба да го направат и дека може да го направат. Да почувствуваат дека може, само малце им треба поддршка, нели? Апсолутно. Од тие кај што ќе дојдат. Ти благодарам многу. Ми се допадна мојабетот, се надевам дека родителите ќе може да земат нешто од сето ова, да се охрабрат, да размислуваат поинаку кога ќе почнат да одат на тие вратина, да видат што е состојбата со детето и дека ќе си дадат слобода да веруваат дека и они може да направат нешто повеќе во поддршка, оној триаголник родител, логопед или дефектолог и дете, дека тој треба да функционира и тој е направен да функционира. Јас да ти се заблагодарам тебе и Рена за поканата и да ти се заблагодарам што постоиш и како формат на медиум и како родител кој што навистина од ден во ден ја подкрива свесност за сите овие состојби, кој што стварно како родител на дете со одредена пречка во развојот секојдневно се бори за да овозможи подобар квалитет на живот како за децата, така и за родителите на деца со попреченост. Ти благодарам и за тебе и се надам се гледаме во некој друг пат. Гледаме. Поздрав. Ви благодарам вас, драги мои. Се гледаме следниот пат.